Во Кавадарци најповеќе се припрема тиквешки крап, што го има на нашето Тиквешко езеро, но овој пошто не е див крап, е од римникот Бори. Крапот не е претходно исчистен, што гледате. Го земеме крапот, го ставаме на даска. Со нож засекуваме на 4 места од двете страни. Иначе, за правење на крап на тиквешки начин, потребни намирници се морков, рузмарин, магданос, бибер, вегета, сол, лук и специфично суво грозје натопено во рум. Исто така оди и вино и лук, лимон. За припремање мора да ни биде намрсена тавата. Најдобро е маслиново масло. Го ставаме крапот во тава. Земаме зачини, вегета. Како од озгора, така се посипува и внатре, за да може да биде крапот добро насолен. Ставаме сол, го посипуваме од озгора, исто така се става и во внатрешната страна. Се зема морковот, морковот целосно иде во рибата, внатре, значи го сипаме внатре морковот, го распоредуваме добро во празнината. Потоа го земаме магданосот, го исто така го ставаме во рибата. Сувото грозје го нанесуваме во шкргите. Исто така и од грозјето ставаме, остатокот од грозјето го ставаме во средината на крапот. Земаме зачин помешан со лук и магданос, му додаваме уште малце лукче, сецкано на крупно. Промешуваме. Истото го нанесуваме во шкргите. И во засеците. Остатокот од смесата ја нанесуваме во внатрешноста на крапот. Го земаме розмаринот, една лажичка кафена, нанесуваме во внатрешноста на рибата. После тоа ставаме бибер, што е многу важен, го посипуваме од озгора. Исто ставаме и внатре во рибата, за да прими добро од зачинот. Ќе му ставиме 2 лимуња и сечеме на половина. Со рака ги цедиме врз крапот. Од озгора, значи, еден. Додека другиот лимон го цедиме во внатрешноста на крапот. Додека го спремавме сето ова,
Во меѓувреме ставивме зејтин да се грее на загреана плотна. После ова оди виното и тоа виното мора да биде бело. Го прелеваме. Ставаме во тавата. Кога е ова завршено, рибата може да оди во релна на загреана температура од 200 степени Целзиусови. Откако крапот го извадивме од релна, пристапуваме кон негово аранжирање. Значи, крапот го ставаме под главата народа. Истото го ставаме и под опашката. И уште неколку гранчиња ставаме во неговата должина од горната страна од кеперката. Го гарнираме со солен компир. Моркови. Динстани моркови. Исто го повторуваме на двете страни. Додаваме грашак. Се става меѓу компирот и морковот. Потоа оди брокулата. Земаме лимонче. Едно ставаме самата шкрга. Другите ги редиме на крапот од озгора. И на крај декорацијата ја завршуваме со ружа од патлижан, што би кажале кавадарчаните, или домат.